Заменик министерот за одбрана Емил Димитриев изјави дека на наредниот самит на НАТО очекува прием на Македонија во алијансата. Нормално е да очекуваме прием на Република Македонија во НАТО. Војните аташија како инструмент на војната дипломатија добија инструкции пресудата во Хаг да ја користат во средбите кои што ќе ги имаат до самитот во НАТО и знам дека во сите нивни контакти кои што ги имаат со представници од Министерството за одбрана во земјите кои што се акредитирани, максимално нели ја користат оваа ситуација во која Република Македонија од суд кој што има интегритет да суди за вакво прашање, доби потврдна одлука дека е спречена за влез во НАТО и покрај исполнувањето на сите услови. Имено тој ова го изјави пред работната средба со Сојузот на воени инвалиди во Македонија по повод новогодишните и божикните празници. Ние сме должни да дадеме почит и внимание на овие луѓе и во овие моменти нели на празнување на овие нова година и Божик, и тоа е фактички целта на денешното видување. Имат одредени идеи кои што ќе ни ги презентират, сака да ги работат во соработка со нашето министерство и ќе ги разгледаме нели можностите да помогнеме во реализирање на тие нивни идеи. Председателот на Сојузот на воени инвалиди Јонче Христовски, задоволен од поканата на заменик министерот за одржување на работната средба, истакна дека државата се грижи за лицата кои спаѓаат во таа категорија. Државата доволно се грижи за нас, во разлика од другите држави во регионот. Ние ќе се залагаме за подобрување на правата на воените инвалиди во поглед на здравственото осигурување, да обезбедиме бесплатни учебници, работни тетрадки, да се обезбеди навременно точење на воените инвалиднини. Мислам дека тука малце затајуваат институциите. Мислам дека тоа ќе биде нашиот приоритет. Сојузот на воени инвалиди на Македонија ја опфаќа категоријата на луѓе кои се воени инвалиди од 1946 година, кога е формиран Сојузот, до денеска.